Летните месеци се најкритични во сообраќајот, бидејќи тогаш се случуваат најголем број несреќи со тешки последици. Тогаш настануваат сообраќајните гужви на улиците во Тетово и патиштата во Тетовско, особено поради доаѓањето на печалбарите во родните места. За поефикасно интервенирање во тешки сообраќајки, но и во други случаи, тетовските пожарникари спасители од денес имаат нова хидраулична опрема. Алатите ги обезбедила дирекцијата за заштита и спасување. Алаткиве са за употреба при сообраќајни несреќи, кај што за жал во нашето подневје полог во задње време и зачестија сообраќајните незгоди, кај што мораме ние да бидеме тие што треба да идеме да ги извлекуме луѓето од сообраќајки. Значи, викам дека е ова од голема корист и за нас, но и за нашите граѓани, па и пошироко. Ако е потребно, ние како пожарникари и спасители им идеме на испомош и на другите општини. Моментално сме во 7-миот месец, значи кај што се очекува и доаѓање на нашите печалбари од вработени и што живеат во странство, но доаѓаат и годишните одмори, значи се враќат. Ние сме направиле стратегија и подготвени сме да ги пречекаме нашите сограѓани што подобро да ги поминуваат годишните одмори, значи во родниот крај, значи у Република Северна Македонија, да немат проблеми. Ако ја има ова опрема, пожарникарите можеби поефикасно би интервенирале и во сообраќајната несреќа со човечки жртви во која се преврте автобус во Ласкарци. Од искуството, како што поминува времето, значи никогаш не го забораваме, нема да го забораваме и случајот што ни се догоди пред некое време у село Ласкарце, кај што се преврти автобусот полн со патници, кај што за жал, и жалиме, за жал имавме и 16 жртви у тој автобус и многу повредени, но значи доаѓа до тоа дека да ги имавме овие средства, ова опрема што сме ја добиле сега, значи ќе направевме уште поголема работа за да спасуваме луѓе, за да ги извлечеме луѓето од тој превртениот автобус. Но нека ни остане тоа како поука, значи да бидеме што подготвени, внимателни, за да нашите граѓани да бидат безбедни и при сообраќајки и во вакви несреќни случаи. Значи наша цел е нашите граѓани да бидат што побезбедни и посигурни на нашите патишта. Инаку во новата хидраулична опрема на тетовските пожарникари има клешти за сечење, алат за подигнување возила и товар, како и растегнувач за одвојување материјали. Предпријатието за паркинг во Гостивар од денес започнува со издавање на неделни, двонеделни и месечни билети за зонско паркирање во градот. Како што објаснуваат од предпријатието, идејата првенствено е да им се излезе во пресрет на печалбарите, полесно да се снајдат со регулирање на плаќање за паркинг места. Ја воведовме оваа услуга со цел додека престојуваат во родниот крај на иселениците да им го олесниме паркирањето на возилата, бидејќи во изминатите години имавме поплаки од нивна страна, дека се соочуваат со тешкотии при испраќање на SMS пораки, затоа што најчесто користат мобилни телефони со броеви од странство. Но тоа не значи дека овие услуги нема да може да ги користат и постојаните жители на општина Гостивар, вели директорот на предпријатието Беким Челебиу. Во централното градско подрачје ќе се отворат наплатни пунктови од каде што ќе можат да се купуваат билетите, кои ќе бидат означени со посебни надписи. Друга новина во врска со зонскиот паркинг во Гостивар е што повеќе нема да се користат блокатори за неправилно паркираните и ќе се плаќа единствено со одветната законска казна.
Општина Гостивар апелира до возачите да се придржуваат кон правилата за зонско паркирање, за да се избегнат несакани последици и да се држи ред во сообраќајот. Двајца жители на село Голема Речица на возраст од 28 и 21 година вчера во 23 часот на улица Благоја Тоска во Тетово биле лишени од слобода поради тоа што кај нив била пронајдена марихуана. Тие се задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка, при што против истите ќе следи соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Половина час предходно на улица Видеос Милевски Бато во Тетово врз основа на судска наредба бил приведен 28 годишен тетовец за издржување казна затвор од 1 година и 6 месеци. Во 16 часот предходно во село Неготино врз основа на судска наредба полициски службеници привеле и 47 годишник од село Неготино за издржување на казна затвор. Двете лица се предадени во соодветните установи за издржување на затворските казни. Вчера во 20 часот во полициската станица Гостивар од медицинскиот центар Гостивар било пријавено дека кај нив лекарска помош побарал 38 годишник од село Чегране. Според пријавеното истиот ден во 4 часот и 30 минути на споредниот пат Неготино Добридол, тој управувајќи патничко возило Ford Fiesta излетал од патот. Кај него биле констатирани тешки телесни повреди. Од полицијата информираат и за акциска контрола за откривање на возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол, спроведена на 7 јули во периодот од полноќ до 5 часот наутро. Констатирано е дека 17 возачи управувале возила под дејство на алкохол, од кои 9 во Тетово и 3 во Гостивар. Тие се исклучени од сообраќај и привремено им биле задржани возачките дозволи, пошто им биле издадени и мандатни платни налози. Во текот на контролата биле констатирани и 14 други прекршоци, од кои 11 во Тетово и 3 во Гостивар, за кои се издадени исто толку соодветни поднесоци. Во древното светилиште Бигорскиот манастир вчера беше отворена изложба на стари традиционални македонски носии од Дебарско-реканскиот крај. Станува збор за 11 комплети најстари носии, кои што датираат од 17-тиот, 18-тиот и 19-тиот век, од кои најголем број се невестински, како и неколку момински носии. Изложбата беше отворена по светата архиерејска литургија која се одржа во манастирот по повод празникот Иванден. Изложбата е отворена на Иванден и ќе трае во текот на месец јули и во текот на месец август и е отворена за секој заинтересиран љубител на македонскиот фолклор и особено нели на традиционалните носии. Оваа соработка за поддршка и промовирање на македонските традиционални вредности и фолклор Бигорската обител го ја запазува постојано, особено нашиот старец игумен Партени, кој до пред скоро време се заложи за обнова на мијачката носија. Изложбата поставена во манастирската галерија е плод на повеќегодишната соработка на бигорскиот игумен архимандрит Партени со ансамблот Македонија, предводен од неговиот уметнички менаџер, професор доктор Владимир Јаневски. Инаку во Бигорски на одбележувањето на Иванден во чест на раѓањето на Свети Јован Крстител присуствуваа голем број на верници од сите делови на земјава. Свој настап со традиционални песни и ора имаше и ансамблот Македонија. Деветнаесетгодишната Анастасија Левковска од Гостивар дебитира пред читателската публика со новелата под наслов "Се она што никогаш не можев да ти го кажам". Книгата излезе од печат неодамна, а викендов беше промовирана во Гостивар во просториите на Центарот за млади и заедницата. Анастасија вели дека на подготовка на делото работела неполна година и дека е задоволна од крајниот производ. Новелата е малце чудничка, не е класична новела, нема дефинирани ликови, нема јасно дефинирани ликови, туку се работи како некои љубовни дневници. Приказната мене лично ми е многу битна
И многу сум среќна што те дојде до издавање на оваа книга. Јас и претходно кога зборував со моите професор, им кажував дека ако нешто некогаш ми се појави шанса да издадам, дека таа ќе биде првата книга што ќе ја издадам. Многу сум возбудена, многу сум среќна. Ете, се појави конкурсот од Нов Вавилон и му благодарам и на издавачот Никола Илиовски и на издавачката куќа Нов Вавилон од Битола, што ете ми дадоа шанса да почнем да ги исполнувам моите соништа. Во рецензијата за книгата писателот Никола Илиовски наведува: ликовите во дозиран емотивен наплив ја раскажуваат во прво лице својата љубовна сага и доколку ги издвоиме и соединиме поглавијата на два дела, спрема оној што раскажува, ќе добиеме два љубовни дневници кои се временски поврзани и безвременски недофатливи во вечниот обид да се зачува љубовта на парче хартија. Младата гостиварка вели дека новелата носи порака за чување и негување на љубовта. Тоа е дека љубовта е најсилна од се, дека љубовта е најсилната магија што постои, дека првенствено, секако после здравија, треба да си ја чуваме љубовта и да ја негуваме и да шириме љубов. И љубовта е еднаква без разлика на сите предрасуди. Книгата е во издание на Сдруженијето Нов Вавилон од Битола, од кое за делото Левковска доби признание за афирмација на македонскиот јазик. Анастасија годинава заврши средно, а од наесен продолжува со високо образование. Пишува проза и поезија од најмала возраст и добитник е на повеќе литературни награди и признанија. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за промена на цените на бензинот и на дизелот. Бензинот поскапува половина динар, а дизелот се намалува за истиот однос. Евро Супер БС 95 од ноќеска на полноќ ќе се продава за 69 денари за литар, додека Евро Супер БС 98 за 71 денар за литар. Од друга страна, дизелот ќе се продава за 61 денар за литар. Новата цена на екстра лесното масло за домаќинство е 50,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот од полноќ ќе биде 34,739 денари за килограм. Се известуваат граѓаните на подрачјето на општина Брвеница дека поради неповолни услови претходно закажаната дезинсекција се одложува за 8 до 9 јули, во вечерните почнувајќи од 21 часот до раните утрински часови, при што екипа на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово ќе спроведува теристичка адултицидна дезинсекција. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување, поставено на возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелени површини, населени места и депонии во тоа подрачје. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Годишниот Киријакос Мицотакис го презеде кормилото на Нова демократија во почетокот на 2016 година. Тој ја фокусираше својата кампања врз ветувањата за олеснување на грчките болки преку намалување на даноците, деблокирање на приватизациите, зголемување на инвестициите и ефикасност на државата. Неговата партија, како што е познато, се спротистави на договорот за името на Македонија, но Мицотакис рече дека ќе го почитува преспанскиот договор, иако го задржа правото да го блокира процесот на македонското пристапување во Европската Унија, ако оцени дека не биле исполнети националните интереси. Тој има дипломирано на Харвард и бил аналитичар на инвестицијската Чејс банка. Мицотакис беше министер за реформа на администрацијата во конзервативната влада во 2013 година, кога доверителите бараа намалување на јавниот сервис. Тој вели дека Грција би можела да биде следната пријатна успешна приказна во еврозоната по неколку годишните економски превирања.
I set my ambitions very high. I think we're ready for a big leap forward, and I think that Greece over the next 4 years could be the pleasant success story of the Eurozone. Мицотакис, како што вели, сака да вдахне нов живот во економијата и да го исфрли имиџот на земјата како проблематично дете на Европа. Неговиот главен приоритет како нов премиер е создавање повеќе работни места во земјата. I want a country that first of all is going to be very optimistic about its bright future. Тој сака да стави крај на меѓународните механизми за мониторинг, Грција да почне да зема кредити со истата стапка како и другите земји, како и да побара повеќе пари од Европската Унија за справување со приливот на бегалци од Турција. Мицотакис доаѓа од моќно политичко семејство, чии корени датираат од еден од најпознатите политичари во грчката историја, Елефтериос Венизелос. Тој е син на поранешниот премиер, починатиот Константис Мицотакис. Неговата сестра Дора е исто така политичарка и беше омажена за Павлос Бакојани, кој беше убиен од милитантната група 17 ноември во 1989 година. Киријакос Мицотакис е оженет и има 3 деца. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Температурите се движеа во интервал од 18 до 30 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Попладне ќе има локална појава на пороен дожд и грмежи, а ќе има и услови за изолирана појава на град и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 8.